Микрофонот тој. Да. Добро, неки се обатам. Денешната посета во Прилеп ја искористивме за неколку цели. Воглавно, бидејќи се работи за регион во кој има повеќе фирми кои се извозно ориентирани, разговаравме со нашите соговорници и со представници на фирмите понатаму да видиме како можеме од аспект на државата да направиме една подобра промоција на можностите надвор. Секако воедно не интересира и она што се гради и што се прави во моментов во Прилеп. Мислам дека е значајно за нас да направиме една подобра промоција на државата. Република Македонија во изминатиот период исклучително време и енергија посветува на промоција на своите можности за правење на бизнис во Македонија, но исто така и за посета како интересна туристичка дестинација. Се надеваме дека овие напори најдобро можеме да ги направиме заедно во партнерство и со фирмите и со оние кои можат да понудат туристички услови и понуда во Република Македонија. Во тој контекст мислам дека и денешниот разговор во општината беше насочен во правец на слушање на нивните упатства, проблеми со кои се соочуваат и представување на нашите можности да видиме како може подобро да ја мобилизираме нашата мрежа на дипломатски конзуларни представништва низ светот за промотивен настап и за градење на повеќе бизнис партнерства со фирми и партнери надвор од државата. Има ли Министерството информации кои дејности, кои гранки се интересни за странските можни инвеститори? Знаеме она што е веќе странски капитал присутен во регионот. Во тој дел мислам дека и најмногу можеме да придонесеме бидејќи успешен инвеститор кој дошол и инвестирал тука е сигурно најдобрата реклама и најдобрата промоција за да се донесат други. Тој пристап го имаме и на државно ниво, но гледаме и локално да одиме и да промовираме определени гранки кои се веќе застапени. Знам дека во Прилеп има една поширока лепеза на извозно ориентирани предпријатија, дел во прехрамбената, дел во технологијата, дел во експлоатацијата на минерали, но мислам дека можеме многу добро да ги искористиме некои од тие успешни приказни тука за да привлечеме дополнителни инвеститори кои би биле заинтересирани дополнително во други гранки да се развиваат. Министре, во последниве неколку денови, мислам од страна на Бугарија, имаше така некои несоодветни изјави во поглед на името на Република Македонија. Дали како Министерство за вътрешни работи, мислам, ќе реагираме со оглед на тоа дека високи функционери од Република Бугарија ги изјавија тие изјави? Видете, ние нашата тенденција и нашата насока е да се фокусираме на она што е за нас битно. Најбитно е да продолжиме на патот на интеграциите во НАТО и во ЕУ алијансата. Очигледно е дека во услови на една продолжена блокада која е неоправдана, неоснована, дефинитивно и нелегална после констатацијата на Меѓународниот суд на правдата, постои определено тежнение да се направи привлечно тоа да се блокира или да се дополни листата со проблеми и со препреки. Мислам дека ние имаме многу заеднички полиња за соработка и дека многу подобро и поцелисходно ќе биде доколку ја фокусираме нашата енергија на тие полиња. Конкретно со Република Бугарија, мислам дека многу покорисно ќе биде доколку се насочиме кон изградба на инфраструктурата, подобро поврзување помеѓу земјите и градење на подобра бизнис клима и отварање на нови можности. Изјави кои се беспотребни во овој период и кои не придонесуваат за градење на дополнителна доверба, мислам дека не заслужуваат дополнително внимание. Од наша страна мислам дека сите гестови ги правиме и нашиот однос е во правец на градење на мостови на поврзување помеѓу земјите. Би сакале да видиме таква динамика и такви постапки од страна на сите наши соседи де факто, затоа што тоа е иднината, обединување во рамки на Европската унија. Сакаме да видиме повеќе такви гестови. Тоа би го очекувал и мислам дека изјави во тој правец би биле многу покорисни. Може ли да се каже кои се моменталните приоритети на Македонија, бидејќи сме во период на смена на преседателствување во Унијата? Во овој момент значи се затвора циклусот на председавање на данското председавање со Европската унија. Наскоро ќе треба и да се донесат определени заклучоци. Тоа што беше предвидено при претходниот совет во декември беше дека ова председателство ќе се наврати на тоа прашање. Очигледно е дека е изградена определена клима во рамки на Европската унија околу констатацијата дека е неодржливо Република Македонија неоправдано да се држи во позиција да не може да ги отпочне преговорите. Во овие услови ние
исклучително посветено сме фокусирани на исполнување на критериумите, исполнување на оние клучни цели кои ги водиме во рамки на пристапниот диалог на високо ниво. Тука гледаме да испорачаме што е можно повеќе. За во следниот период и кога ќе се работи извештајот за оваа година во септември, испорачаме што е можно поголеми остварувања и што е можно повеќе конкретни цели. Тоа ни е нашата цел, за да биде повторно обновена препораката за отпочнување на преговори. Она што следува во следните 6 месеци е кипарското претседателство. Кипар мислам дека има предност во поглед на тоа што е скоро влезена земја во Европската Унија и се надеваме дека ќе може да придонесе за дополнителна динамика во процесот на проширување. Мислам дека Грција има сепак клучно влијание во одлуките кои се носат во тој контекст. Не радува фактот што конечно успеа да изберат влада и мислам дека тоа е еден добар сигнал дека админат тековната криза. Сите проценки говорат дека длабочината на кризата во Република Грција е исклучителна, дека не можеме да се надеваме на брзо надминување на овие предизвици со кои се соочуваат. Од аспект на Република Македонија ние имаме интерес економската клима во целиот регион да се подобри, но мислам дека клучно ќе биде од страна на кипарското претседателство да се има еден коректен однос и од страна на Република Грција да се одбегне она методологија на константни препреки и обструкции на патот на интеграциите. Постои и определен политички капитал кој Грција го има како долг во моментов кон Европската Унија, поради онаа солидарност која е манифестирана во соочување со должничката криза и очекуваме дека тој повик за солидарност на кој европските земји членки одговорија позитивно, ќе се рефлектира исто така во Република Грција за да покаже определена солидарност и да даде свој придонес во европските интеграции. Само на тој начин мислам дека ќе бидат оправдани сите овие инвестиции кои во моментов се одат како помош во нашиот јужен сосед. Последната провокација од јужниот сосед е со регистарските таблички. Како Министерството за надворешни работи реагира на тоа? Будно ја следиме ситуацијата, знаеме дека имаше неколку изолирани случаи. Она што е наша цел е да се одбегне таков тренд. Сметаме дека од страна на Република Грција ќе биде тоа пресретнато со еден разумен пристап. Ние во никој случај не сакаме да има гестови кои ги нарушуваат одличните односи, особено не во оној период во кој е исклучително значење да ги засилиме врските помеѓу нашите две земји. Тоа што наши граѓани редовно патуваат во Република Грција, мислам дека е фактор на дополнително поврзување. Во тековната економска криза тоа е нешто што е исклучително потребно и кај нашиот јужен сосед и сметам дека било какви гестови кои се навредливи, кои не се правно издржани и кои повеќе креираат инциденти и негативна енергија треба да бидат одбегнати. Министерството за надворешни работи секако ја следи таа ситуација и дефинитивно очекуваме да има одбегнување на било какви агресивни гестови кои би влијале дефинитивно негативно во контекст на градење на доверба помеѓу двете држави. Ви благодарам. Во посета на нашиот град денеска е министерот за надворешни работи на Република Македонија, господинот Поповски, така да целта на посетата е да се запознае со она што значи прилев во поглед на идни инвестиции во однос на развој на културниот туризам и исто така со една посета на Стопанската комора и бизнис секторот да се запознае со одредени проблеми на фирмите кои што се увозно-извозно ориентирани со цел да некои од тие пречки во иднина бидат надминати и да се предложат некои други можности кои што би го зголемиле извозот на фирмите од Република Македонија кои би продуцирале и нови работни места. Иначе министерот нормално ќе биде запознат со новите индустријски зони кои што се под капата на локална самоуправа. Тоа се они индустријски зони кои што две од нив се готови во однос на генерални и детални урбанистички планови, а едната што туку се работи деталниот план со спремни локации за инвестирање на
фабрики од Македонија и надвор од Македонија и секако да се запознае со слободната економска зона која што се наоѓа на неколку километри од Прилеп на патот за Битола во близина на Ленци, која што во иднина треба да се промовира пред поголемите странски компании и нови гринфилд инвестиции. И од грантови, и од кредити, и од субвенции. Може? Чекај, камерата. Може. И слушнавте стопанствениците од Прилеп и од Стопанската комора регионалната тука. Главно се залагаат за решавање на нивните економски прашања, што се однесуваат до извозот, до деловните односи со другите земји, да се прави тоа преку трговски представништва во сите амбасади. Вие се залагате пак за екнување на служба за економска дипломатија. Да, тоа ни е и дел од стратегијата. Ние сме релативно мала земја, имаме ограничени ресурси, особено во услови на криза не можеме да си дозволиме дополнителна експанзија. Она што можеме да го направиме е да се фокусираме дополнително на економскиот дел на активности. Тоа и го правиме. Во делот на економската дипломатија гледаме да ги ангажираме сите ресурси кои ги имаме надвор, сите дипломати, сите амбасадори, сите промотори да работат во правец на промоција на можностите за градење на бизнис врски со странски партнери. Од она што го слушнав денес, мислам дека има дополнителна логика да ги истражуваме можностите за зголемен извоз. Мислам дека секој од овие компании со кои денес разговаравме има потреба за дополнителна промоција надвора. Мислам дека од аспект на Министерството за надворешни работи во делокругот на економска
активност, ова ќе не биде во фокус од ведниот период. Дали планирате вакви средби и во другите региони во Македонија? Да, тоа го правиме редовно. Гледаме да ги покриеме што е можно повеќе, да имаме што е можно поголемо покривање и регионално и по гранки и сектори. Да обезбедиме еден поголем диверзитет и да ги видиме потребите и во различните региони, но и во различните сектори на економијата. Сите оние кои имаат потреба дополнителна промоција да обезбедат на странски пазари. Од она денеска што го слушнавте, што е според вас приоритетно што министерството може да стори за да им помогне на прилепските бизнисмени? Сметам дека во најголем дел она што го спомна е потребата од дополнителни информации. Мислам дека во втор дел, но сепак исклучително значајно е истражување на можностите за создавање на бизнис партнерства и во третиот дел надминување на некои тековни проблеми кои се поврзани со нивните активности во делот на извозот. Ова мислам дека беа јасни пораки кои ни ги упатија и се надевам дека во претстојниот период ќе имаме дополнителни активности во делот на економската дипломатија што ќе им го олеснат животот и нивната активност како извозно ориентирани предпријатија. Ви благодарам и вам. Контекст на министерството, кои се генералните проблеми што кои се соочуваат фирмите, а кои можат да ги разрешат во министерство, да помогнат. Новиот состанок со министерот за надворешни работи, кој првпат не посетува од неговото поставување, од кој разговор сме сосема задоволни, може да се извлечат 3 клучни работи кои му беа поставени нему, како барање од стопанствениците и со процена на состојби во стопанството денес и неговите гледања како натаму да се помага за разрешување на присутните проблеми. Во основа дискусиите овде кои водене денеска водат кон следното. Прво дека во овие тешки услови на стопанска активност, мислиме на финансиска криза во Европа и пошироко, па и во нашата земја, интересно е што нашето стопанство одолева на нив, односно се спротивставува и добро функционира за сега. Уж кој нешто беше искажено и од колегите, што значи дека ефектите до работењето од ова прво полугодие ќе бидат позитивни. И е присутно едно задоволство кај стопанствениците. Второ, укажане на министерот, што и тој го прифати, дека неопходно е во неговото министерство, во нашите амбасади во странство да се зајакни економската дипломатија, односно да се воведат во министерство, во амбасадите искусни лица од стопанството како промотори на економијата на Македонија, преку кои би се решавале спорните проблеми, евентуално спорните проблеми кои ги има стопанството на странските пазари. И трето, што беше посебно важно, дека сега не можам се сетам, мал се прекини. Некои ситни проблеми кои што може да се зајакни? Едно, второто, да. И третото, се заклучи во овие кризни тешки услови за работа, дека сепак од тие стопански субјекти кои извезуваат на странските пазари, добиваат повратни негативни ефекти врз нивното работење од местимично во некои земји по конкретно затворање на пазарите за пласман на своите производи, како што беа примерите кои искажавме и ние, и Тутунски комбинат, со цел во овие тешки кризни времена, некои земји веќе многу побрзо од нас превземаат мерки за заштита на домашното производство. Укажавме тоа, го има во обзир, а укажувањето имаше за цел да или се активира министерството што побрзо, најбрзо што може да ги разреши тие прашања, тие проблеми со кои се судираме, или да соодветно реагира со контрамерки, али не да речеме по 2, 3, 5 месеци од кога се потребите и најавени тие барања, него да реагира со многу брзи мерки, контрамерки на земјите кои тоа не го прават, кои го затвора својот пазар. Дали ова за прв пат еден министер за надворешни работи да дојде да се консултира со прилепските стопанственици? Да, за сега, колку јас се сеќавам, да е тоа прв случај,
дојден и да останем доста повеќе временски, од временски аспект отколку што беше предвидено да разговара со стопанствениците. Дали е тоа некој сигнал што владата сака да го испрати за да има поголема соработка и кон оние извозно ориентирани предпријатија да им се укаже поголема шанса да можете понатаму да се развијат? Би сакал да е сигнал. Дали е сигнал и дали тоа ќе помени во појава, ќе видиме. Ќе почекаме малце подолго време да видиме дали ќе имаме таква. Што би било добро, што би било добро да е биде редовна практика, да.